Си искачал вчера? Не. Вчера кај беше ти? Дома. Па ми викате не беше излезе, да ме оди таму. Како викаше ти, прав муж треба да се сноси со своите последици. Точно. Точно. Пред 2 месеци, преку една светска компанија која има директна соработка со Paris Fashion Week и New York Fashion Week, аплицирав со целата наша колекција и односно бренд 137 за присуство на Paris Fashion Week преку нив. После 2 месеци вчера, бидејќи требаше комплетна апликација каде што треба да пополниш детално која е визијата на брендот, кои се твоите колекции, насоки, начинот на производство, да го снимиш производството, веб страната и све комплетна документација. Можам да кажам со задоволство дека ни стигна мејл, дека не одобрија и не повикаа на Paris Fashion Week на 7 октомври. Сега, тоа е све супер, бидејќи во тоа што ни е понудата, нормално си се плаќа, ни следуваат 8 модели со шминка, фризура, комплетни, прес, модна ревија, after party заедно со сите дизајнери што ќе бидат и модни критичари и модели, така да све е супер за брендот и визијата што имаме за 137. Меѓутоа, треба да видиме дали ќе бидеме спремни да се представиме така како што сме замислиле. Бидејќи имаме помалку од месец дена детално да ја пратиме со која колекција би настапувале и целиот тој план за изведба на Paris Fashion Week. Треба седнеме да направиме план дали воопште можеме да се представиме така како што доликува, бидејќи таму ќе бидат сите светски модни критичари. Тоа е една работа. Друга работа, паралелно ми се собра што го отварам европскиот пазар преку Футурива. Ние до сега моментално имавме шипинг за Европа, меѓутоа ги праќавме преку американскиот fulfillment. Сега правиме договор со една фабрика од Бугарија да ни ги произведува суплементите во Бугарија според европски состојки и европски стандарди и од таму да офатиме цела Европа за 24 до 48 сати шипинг. Бидејќи што е проблемот? Од Америка, која ни идеше шипингот, идеше со FedEx. 5 до 6 дена од прилика стигаше на врата, меѓутоа се наплаќаше дополнително царина која ќе стигне продуктот ако е цената над не знам колку беше нарачката, небитно. И малце го беше потежок процесот за да го дигнеме на тоа ниво што сакаме. Така да сега све менјаме, се насочуваме на европскиот пазар преку производство во Бугарија и да може да ги обслужиме сите наши клиенти за 1 до 2 дена, што реално се одлични услови за да може да се пробија тој пазар. Паралелно, на сите афилиети што се во нашата група, ќе имаат можност од Македонија да продаваат сегде во Европа и парите да си ги земаат тука, нормално како што и до сега. Ако успеем исто, таргет ми е во јули да идеме на афилиет конференс у Будимпешта за да најдеме нови афилиети, меѓутоа пред да го направиме тоа, би сакал да бидам сигурен ние лично да го пробиеме, да видиме со кои лендинг страни ќе имаме најдобра конверзија, со кои продукти од тие што ги ставив, околу 7-8 продукти се на база на истиве, Slim Booster ни едниот, другиот исто Slim Booster, меѓутоа ги поделив различно, едниот е за намалување на апетит, другиот за забрзување на метаболизам и полесно горење на мастите. Заедно Slim Diet си е тука со нив комплетно. Паралелно Brain Boosterот го направи во капсули за Европа. Исто така има и една антистрес формула која е предвидена за луѓе кои се повеќе психички активни и стварање на нови бизниси и работа, да се зима пример Brain Booster капсулите од Сабајле. Исто така тука има уште еден суплемент кој го направив кој се вика Alpha Booster за мажи, за виталност, за либидо, за енергија, што ќе би се конзумирал заедно и вечерта уште една антистрес формула кога имаш долг и напорен ден да може да се опуштиш. Така да тоа прво јас лично би го тестирал кога би ги пробиле пазарите конкретно во Европа што би ги пробиле, па така би настапувале следно со афилиети, односно да може да им се даде инструкции детално
кој пазар, кои лендинг страни и кои производи функционираат, за да може одма да ги видат и сами резултатите. Денес, првиот блок од денот ми беше горе-доле ова, го завршувам и сега најверојатно ќе идам до теретана да извежбам, бидејќи, како што кажав и у претходниот влог, така го поделив денот во блокови и стрикно се држам до тоа секој ден од измеѓу 1 до 2 часот да ми е период за вежбање, без разлика што сум преморен, денес ми е 6-ти ден, меѓутоа да направам мала дистракција од све ова што работам, за да не прегорам, бидејќи ми се дешаваше да направам бърнаут, особено кога и вежбам од дома. Затоа направив мала разлика сега, идам и во теретана која ми е тука преку улица, меѓутоа да смена малце околина, да не сум буквално само затворен дома како во затвор. Пак си вежбам дома, меѓутоа да имам и други опции. Пак за денешниот тренинг решив да биде трчање 8 км, бидејќи сум преморен и после тоа кој имам сила може и ќе помаа во вреќа малце, бидејќи одамна немам мала. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Од нашо задишно фала пуно. Ај миришни да идеме. Нему тоа. Треба пекеджингот да стигне само. Уво. Уво, а? Кајде во сега Ненад Пантелик? Ќе идеме да гледаме Да не си искачал вчера. Не бе, не сум искател. Идеме да гледаме Маџари и МЗТ. Финале. Чекај, Маџари, ти уствари колку време го имаш клубот? Или шо имаш со клубот? Јас знам од трета прилика година. ваква, ама... Трета година, заедно со, го имаме основано со Маријан Илиевски, Мац, и со Даливор Армариум, дечкото. И почнавме буквално од трета лига, за 3 години, сега сме прва лига, играме финале со МЗТ. Нема појако. Историја има направено. Не, тоа е стварно многу јако. Историја, брат. А се уствари финалево за шо ева, куп некој или лига? Шо, Не. знаеш дека поима немам баскет, кошарка Прва немам македонска гледано лига. 10 години, можда 15. Прва македонска лига, фактички. И шо како Final Four има? Final Four беше, па се влеговме у финале. И сега се играат ту 3 добиени, 5 утакмици. И сега со МЗ-ту 3 добиени Да. играте? И ова е првата? 2 го папавме. Две го а тоа не кажеш? Не бе, кажувам, игравме 2, ама неферски, мислам дека. Неферски и сега ова трета... Ова е трета, сега или ќе тепаме и продолжуваме да се бориме уште, или следно е да си бидеме второ место, или сепак второ место у прва лига од клуб што прв пат влегува во прва лига, значи е историски момент за клубот и нешто најмногу му се свиѓа што клубот природно доби многу симпатии од сите, пошто вида што све направивме и колку се потрудивме и се вложивме. Трета лига у прва да влезеш и Добро, бевме и втора лига, ти викам, Па не, за 3 добро, години. постепено. Да, и сега заванцијата голема е што нас најдобриот играчи се повреди минатата утакмица. Иначе 100% освојавме титула. 100%. Да. Скина лигаменти човекот пред Див Крстени. Грин. Американац и тоа мислам дека малце не укочели, сепак момци ја покажа муда големи. Кои други играат? Вие со МЗ-та и која е другата двојка? Мислиш кој беа? Чекај бе, финале! Ова е финале, брат. Да, ова е тоа е. Кој е прв? Да, ја па мислев полуфиналите со ТФТ се боревме и влеговме во второ место. Уствари има шанса. Па има шанса бе, зашто да не? Денеска ќе видиме. Момците се спремни, загрејани се, тренираат. Пун ентузијазам. Чекај, кокава е сала? Ја прв пат идам се. Тоа сала не е премногу голема. Сега е реновирана. У Наумовски Борче има околу, да не претерам, 700-800 луѓе да собира со се фул капацитет. Што реално нешто ми е највеќе кеф
сите луѓе кои се таму се ја пунат салата и се едва чекаат да дојдат на преварите. Кај што на почеток никој не ни веруваше дека тоа ќе го направи. Да, тоа е многу. И децата си да се радуваат, имаат клуб од нивното место од каде што потекнуваат. И за млади генерација мотив што да тие што гледаат утакмица да сакаат да Па тренираат било што да прават да се потекнат, па што иначе кога све пропаднато, што ќе има волја? Пошто ти кога џабе и да отвараш школи или било што, ако не им дадеш мотив да видат дека имаат прволигашки тим од нивното место. Да. Што и да кажа. Ја го